Како и секоја година и годинава, Основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка организираше свечен прием на првачињата во општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка. Учителките од 5-то одделение ги подготвија своите ученици за дечињата да играат и пеат за дечињата првачиња. Тие на најмалите им ја пренесоа идејата и целта на членството во организацијата на Црвениот крст, најголемото хумано семејство во светот. Денеска е свечен ден за нашите првачиња од Општинското основно училиште Јоаким Крчовски. На денешен ден тие стануваат членови на подмладокот на Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка. Пред присутните гости, ученици и наставници, на приредбата се представија сите ученици од 5-то одделение со најразлични точки, кореографии и скечеви, со што ги поздравија првачињата и нивниот влез во подмладокот на Општинската организација на Црвениот крст. Ние како одделенски наставници на учениците од 5-то одделение ги подготвивме учениците да се представат со една кратка приредба со која што ќе ги поздрават учениците од прво одделение и да го поздрават нивниот влез во Општинската организација на Црвениот крст. Значи се представивме со песна, со глума, со кратки цртани филмови кои што беа прилагодени на нивната возраст. Можам да кажам само пофални зборови, најмногу до децата кои што го зедоа учеството во оваа приредба, како и во претходната што ја имавме. Ние сме сега 5-то одделение, значи учествуваме на приредби, имаме малку поголема активност и ангажираност на тоа поле, но сме среќни и задоволни, затоа што често да се учествува на вакви манифестации. Посебно сакам да се заблагодарам на председателот и на останатите представници на Црвениот крст, кои што неуморно, несебично ни помогнаа да го ние сето ова направиме како што сакаме. Во оваа пријатна атмосфера од весели млади лица, задоволството го сподели и председателот на Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка, господја Жаклина Цветковска. Презадоволни затоа што младите работат за иднината на полето на хуманоста, солидарноста, еднаквост и така натаму, да не ги набројувам сите принципи на кои што работи Општинската организација на Црвениот крст во рамките, се разбира, на основните начела и принципи на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Нам не е многу драго што оваа долгогодишна традиција за прием на првачињата во Црвениот крст продолжува и ние нашата иднина како општинска организација гледаме токму во најмладите. Им благодариме и им честитаме за толку топлиот прием. Предводени од хуманоста како врвна човекова доблест, на која секоја млада единка треба да се привикнува и учи уште од најрана возраст, одговорните и учители, но и организатори се погрижија оваа традиција да продолжи, секогаш одбележана на пригоден и оригинален начин.